Оваа најтешка, не знам како ќе тренираме модел, не знам да тренирам уште модел да како да разликува што е пластика, што е стакло, што е метал. Ама би било многу добро. Ова исто со тренирање да гледа, да брои значи луѓе колку, а? Кол. Исполнува безместни протокол во лабораторија да биде дадено во рандом соединение и соодветно се складира. А кај ќе го покаже информацијата? Рандом соединение, да биде рандом соединение и соодветно да се складира во хемиски отпад. Веројатно ќе треба секоја апликација плюс да ја објасниме за да ја сватат сите. Кој ќе има информацијата како е тоа соединение? Компјутерот ќе има? И може да се поврзе со API да гледа и да му кажа каде да се разложи, така? Тоа е лесно. Тоа е лесно. Тоа може да се направи. Тоа е лесно и ќе го направите. Сами ќе си го направите од понеделник. Здраво живо. Каде ги запишуваме нашите обврски, би ни испракала нотификација потсетување за истите. Ова е лесно, ова може многу лесно да се направи. Нели го пробаа и овие, како се вика, Apple проба у рамки на самата апликација, многу побитно е да те потсети на право место кога да купиш. Например, што ако ме потсети мене денеска у 8 саат дека треба да купам цвеќе, и ја у 4 саат попладне поминам покрај цвекара, а не ме овако потсети. Многу е убаво оваа да се игра, да е location aware и да знае плюс која ти е намерата и тогаш да те потсети. Агентите сега веќе дури натака одат, така да за саати, денови, недели тоа не е проблем. Функционира безпрекорно. Меѓутоа може да се игра плюс со локација. Така да се надгради апликацијата би било супер. Recycle scan. Да ги разгледаме сите да зборуваме? Можеме погоре подоле да ги ставам? Не може. Според нашите преференции нема да мора да мислам што да јадам секој ден. Ова мислам веќе го дава ChatGPT, веќе у Basic функција го дава. Уште поубаво ако може да сите овие работи ќе може да се направат многу убаво, со после ќе го видиме една функционалност што сега има Google што ја дава бесплатно и мислам дека и да сте студенти веќе и да работите некаде ќе ви биде од неизмерна оваква помош. Се вика file search, каде што вие ставате документ независно колкав голем. Ви дала скрипта 500 страни, 1000 страни, они за да го презентираат Google имаат стаено упатство за користење, за поправање на кола Hyundai i30. И можеш да дојдеш со четбот да си разговара. Значи, замислете си се што сакате да знаете за еден предмет, анатомија, која е најголема во втора година медицина, валја, тоа е најовакво. Целата можеш да го ставиш документ таму и да си разговара со четбот. Тотално да ти кажува како да имаш нон-стоп. И веќе го имате бесплатно, од утре ќе си го направите сите сам. Од после предавањето, се надам. Така да вакви апликации се многу лесни и ќе се надам после предавањето ќе можете сите ќе бидете можност да го направите. Појли? Токму денеска ќе добиете искуството и ќе го направите. Значи денеска ќе разговараме за тоа ќе разговараме. NPL, Natural NLP, Natural Language Programming. Веќе нема потреба од знаење на кодирање. За жал сите што учите кодирање да, веќе вториот дел од предавањето ќе биде за vibe coding. Знаете сите што е vibe coding? Запознае некој vibe coding што е? Почнуваме да предаваме. Да, никој не знае што е vibe coding, не сте слушнале, воопшто не знаете. Vibe coding е новиот термин кој што го кажа Андрей Карпати, тој е еден од основачите на OpenAI и тоа значи дека можеш со natural language, со ваков јазик да си разговараш со компјутерот.
И сега веќе има неколку стартапи кои што се фантастично успешни. Три, јас би ги издвоил, Курсор кој што е прилично го користат девелоперите, Lovable кој што е наш европски и го користиме затоа што тука и навиваме за него бидејќи од Шведска, меѓутоа ја лично го користам Replit. Буквално тоа се агенти, внатре во него има неколку агенти кои што сите се поделени со своја улога. Односно, еден е програмер, еден е архитект, трет е дизајнер, четврт е кои да се улогите, вие само го давате промптот на најобичен јазик, значи сакам да направам ваква и ваква апликација и тој ви ја гради апликацијата. И што е многу убаво, ако видовте по последните 3-4 дена, Google акцијата му отиде sky high, повторно се врати, повторно е Google нели big dogот у светов, затоа што Google ја isfrли Gemini 3. Gemini 3 е најновиот модел на Google, кај што веќе е можеби најнапред од сите други во општа, во генеративна нели смисла. Се уште мислам дека Anthropic Claude моделот за кодирање е најдобар ако ви е само за кодирање, и во овие апликации кои што ви ги кажувам, Replit, Cursor и Lovable, го користиш Claude. Меѓутоа Gemini на Google направи една многу интересна работа и овозможи Google го отвори Google AI Studio, кое што е нешто незамисливо и што мислам дека е шанса која што мора да искористите. Се наоѓате во ситуација во која што многу од IT компаниите веќе не вработуваат junior девелопери, па дури ни junior луѓе. Значи не им требаат луѓево затоа што продуктивноста на луѓето се зголемува и тоа како многу да он има сениор било каков економист, девелопер, во лабораторија што работи или било кај каде со неколку агенти може да сработи работата на претходно што биле потребни 10 луѓе. И одеднаш се наоѓаме во ситуација кога компаниите нема да вработуваат. Дури и од IT компаниите, јас сум во контакт со IT компании, ќе ви кажам и зошто и од каде доаѓам. Веќе 2 до 3 ми кажаа дека веќе година дена нема вработено junior девелопери, нити пак планира да вработува junior девелопер. Сега таа е темната страна на приказна, меѓутоа има и посветла страна на приказната, која што се надевам денес ќе ви раскажам и од друга страна сте во ситуација на неизмерна абанданс, кога може да направите и да креирате сами апликација, ќе видиме до крајот на предавањето. Нешто што било незамисливо, па можеби до сега никогаш во човештво. Може да направите за еден ден апликација, MVP Minimum Viable Product, и да ја тестирате за еден ден. Кажуваат дека веќе во Америка дека има луѓе кои што имаат за еден месец постанал 46 различни апликации, значи по две апликации на ден. Добро испраксиране, веќе у стартап мод или било како, меѓутоа можностите се тука и ќе видите колку е лесно, ќе ви покажам доколку не сте пробале, не сте правиле. Јас се викам Јован Димитров, доаѓам од Go Digital, еве ни го банерот. Go Digital е фондација основана од Македонија 2025. Македонија 2025 е невладина организација основана од македонската диаспора, која што има за цел земено дека ќе помогне на Македонија да стане просперитетна држава. Како ќе го направи тоа? Така што има 3 пилари по кои што, како се вика, ги насочува своите действија. Една од нив е образованието, една од нив е дигитализацијата. Третата заборев која е, мислам дека е економија, меѓутоа не ме фаќате за збор. Да, затоа што сите овие се интердисциплинарни. Ако го подобриме школството, ако го подобриме дигитализацијата, сето тоа ќе не однесе напред. И тоа е единствениот начин како ние да станеме конкурентни со светот. Како Go Digital, како фондација основана значи од Македонија 2025, се бавиме со тоа што на малите и средни компании од Македонија им даваме експертска и финансиска помош, односно им даваме да работат со консултанти. Тие консултанти им прават стратегија за дигитална трансформација на малите и средни компании,
им детектираат како тие работат, што работат со неколку алатки кои што сега сакам да ги поминеме, бидејќи мислам дека на секој од вас ќе му бидат од помош. И врз основа на тоа носат одлука каков софтвер да имплементираат. Од друга страна работиме со ICT, Information Communication Technology Companies from Macedonија, за да им ги обезбедат овие софтверски решенија на македонските мали и средни предпријатија и така некако да направиме, плюс даваме нели кофинансирани грантови до 10.000 евра, како да ги направиме, да ги мотивираме македонските мали и средни компании да влезат во дигитализацијата и во дигиталната трансформација. Го скениравте сите кодот, може да почнам со презентација, кулаш са? Добро. Бидејќи Анисија направи оваа прекрасна апликација, оваа презентација. Кај сме? Добро. Ја поделив значи на два дела презентацијата. Едниот дел е за дигиталните трендови и ќе разговараме прво за дигиталните трендови. И вториот дел е за AI, за вештачката интелигенција и специфично за vibe кодингот. Дали го знаете златното правило, сакам да ве прашам сите, за која е успешна презентација? Дали некој слушнал за тоа? На почетокот на презентацијата правиш ветување на на публиката. Моето ветување е дека до крајот на оваа презентација ќе знаете што е дигитална трансформација, ќе знаете што е тоа vibe coding и ќе ви биде појасно што е тоа вештачка интелигенција, особено агентска вештачка интелигенција. Во вториот дел ќе ви објаснам што е тоа и во третиот дел ќе ве прашам дали ви е јасно. Тоа е златното правило, значи даваш ветување, го кажуваш ветувањето и на крај прашуваш дали е тоа успешно. Јас ќе се обидам да го почитувам златното правило и да видам на крај дали ќе успеам во сето тоа. И ракетата мрдеше, меѓутоа не ја овакво покажавме. Значи гласавте, видовме тоа, победете, ќе имате награди за првите 3 идеи. Нашето ведување дека победничката идеја ќе оживее и може уште дори сме тука да пробаме со vibe coding да ја развиеме, така да која ќе има најмногу гласови ќе се обидеме да реализираме тука. Два дела, прв дел за дигитални трендови, втор дел за вештачка интелигенција, агентска и брз развој како да го направите со vibe coding и брзината на промената. Дали знаете што е тоа дигитизација, што е тоа дигитализација, што е тоа дигитална трансформација? Не, добро. Мора поинтерактивно да го направиме да ви зборите нешта, или нема врска. Дигитизација. Дигитизација е дека сите живееме во свет во кој што ги имаме податоците, меѓутоа аналогно. Ова е аналогно. Кога ќе го ставам во компјутер, ќе биде напишано на Word некој, ќе го имам, односно ќе имам некоја бројка и да имам и како Word, како текст, пак е дигит, зашто е 1 и 0, нели? И тоа значи дека е дигитизиран овој документ и ги имам дигитизирано податоците. Од тука, од тие податоци, кога ќе почнем да правам некое софтверско решение, некоја апликација, ќе почнем да правам дигитализација. Меѓутоа, за да направам дигитална трансформација, основата на дигиталната трансформација се луѓето. Сега беше една колешка од кај нас, обично од Македонија 2020 имаме неколку програми кај што дати на Queen's University и на она мислам беше на Queen's University, се врати и ни кажа дека им е напишано дека 80% од дигиталната трансформација се луѓето. Луѓето се најбитни. Мајндсетот кој што ќе го имате за дигиталната трансформација, можете да имате најсовремената алатка, од сметководство женичката, ако не сака да куца во неа, ќе си куца на рака. Така да треба да обезбедите кој е тој начин на кој што треба да го смените мајндсетот и кај луѓето. Ние кога доаѓаме како компанија им кажуваме дека треба лидерот, треба човекот, треба младите, треба било кој да сме со тој мајндсет дека ќе ни помогне и да ги обучиме луѓето. Најбитното е да не се плашат, да им дадете добро овакво, бидејќи секогаш луѓето од секоја промена се плашат. Доколку им го направите тоа да е фамилиар, да е познато, да е лесно и да им објасните дека нема со тоа да изгубат работата, дека ќе им помогне, дека на вас ќе ви го направи животот полесен,
сите ќе се дигитално трансформираат. Добро, веројатно ви е јасно, традиционални процеси на работа, мануелни задачи, кај нас особено е тоа изразено. Меѓутоа, убавата работа со вештачката интелигенција е што сега не мора да ги поминуваме сите оние процеси и милиони и милиарди да трошиме на компании кои што сега ќе поминуваат низ автоматизација, па дигитализација, па вештачка интелигенција, па било како. Сега моментално ги имате клауд сервиси, значи буквално компанија од Македонија може да се запише на клауд, да користи современите последни софтвери. Значи се е до нас прекрасна можност и за компаниите, и за младите луѓе, сега и овде да бидат дел од светот. Колку што сме назад, толку можеме да бидеме и напред и не го гледам како дека е тоа голем проблем, него баш зависи од нас, а највеќе од вас како млади луѓе. Нели, клучни дигитални трендови, cloud computing, веројатно сте запознаени што е cloud computing. Cloud computing, вештачка интелигенција, mobile first пристап. Cloud computing и сега веќе ги нудат, го викаат infrastructure as a service, software as a service, тие SaaS, IaaS, тие се кратеници, IaaS, SaaS, software as a service, infrastructure as a service и така натаму. Не ви треба да купите најголем компјутер со најголема компутитивна моќ, пресметковна моќ или било како. Може да се преплатите на cloud computing, на Google, на Microsoft, на Amazon и да ги имате најдобрите компјутери овде во Македонија. Значи нешто што до сега било незамисливо. Ние го имаме овде и го живееме, секој од нас може да го прави. Вештачката интелигенција ќе видите како можете да користите. Верувам секој од вас имал искуство, валја сите сте пробале. Кој нема, има ли некој што нема пробано? Така сите веројатно сте пробале. Барем ChatGPT или нешто. Mobile first пристап, дека треба да размислувате, како што ви кажав кога размислувавме за апликацијата, дека сега веќе може да ти даде кога и каде да ти даде ремайндер, меѓутоа е најубаво она што го кажав каде, кога поминувам покрај одредена цвикара или кога нешто што ми треба, е токму тогаш во тој момент да ме извести. Брзина, иновации, од генеративна до агентска вештачка интелигенција. Дали знаете што е разлика помеѓу генеративна и вештачка интелигенција? Точно? И прави акции. Агентската и презема акции. Значи, до сега, например, ги имавме, не знам, Sora за да генерирам, Nano Banana е на Google, сте правиле сите, предпоставам сте генерирале слика, ставам своја слика беше нели на Facebook, па те прави sci-fi, сте пробале, верувам, секој од вас, или не знам, ChatGPT ќе му пишеш нешто, па ќе ти изгенерира текст. Тоа функционира така што работи со невронска мрежа и најдобро го предвидува наредниот збор кој што би дошол логично да се надоврзе на реченицата, и тоа е чудно како функционира, шашаво ли ради, и едноставно генеративната вештачка интелигенција се покажа дека е неверојатно добра и дека функционира. Моментално целиот малтене интернет е ставен како база на која што се тренираат овие модели. Така да оригиналната содржина создадена од човек веќе има многу висока цена. Последниот бастион кој што не е освоен од вештачката интелигенција и сега многу му рипа цена, Reddit. Не знам, Reddit користите? Да, Reddit сега е онака, сакаат да го земаат и да го кроваат, меѓутоа не го дава како содржина, бидејќи таму се сигурни дека има веќе на другиве социјални мрежи, Twitter можеби 50, можеби 80% е од ботови генерирана содржината, на Facebook, веќе дури ќе дојдеме во ситуација кога нема да знаеме онака, а повеќе од содржината ќе биде создадена од вештачка интелигенција. И тука ќе ни требаат алатки, нели, што ќе ни кажуваат. Меѓутоа,
не сме тука да дискутираме за кои се опасностите на вештачката интелигенција, него само кои се можностите. Тоа е генеративната. Генеративната значи создава аудио, видео, текст и така натаму, кои што функционираат безпрекорно, како што реков. Меѓутоа, нас не интересира агентската вештачка интелигенција. Агентската вештачка интелигенција можеш да ја дадеш промпт, направи ова и таа прави едноставно. Значи, веќе има компании кои што имаат агенти вработени, Salesforce отпушти 45.000 луѓе, затоа што сега има агенти кои што се јавуваат, во позадина става Salesforce е најголем вработувач во светот, кој што вработува контакт центри за дали нешто имаш проблем со одреден софтвер или било како. И сега го става паствата за софтверот, става вештачка интелигенција која што генерира женски глас, машки глас, кој да е whatever. На секој јазик функционира. Не мора да ви се јавува индиец со лош акцент од било каде, па да ве нервира тоа, да ви иритантно, може да го направи било како. И одеднаш се случува, значи, агентската да прави веќе да вработуваат луѓе агенти. Тие агенти баш имаат цена, затоа што оваа агентска вештачка интелигенција користи, како што кажав, процесира пресметковна моќ, ги викаат нели оние кредити токени кои што во позадина пак покрај токени, односно пресметковна моќ на тие големи клаудови, користат и многу струја. Така да тие се двете работи кои што ги плаќаме, струја и пресметковна моќ. Го кажавме ова примери за AI апликации и така натаму. Резиме на првиот дел. Ќе се префрлам сега, ќе ви ја пуштам презентацијата за дигиталните трендови, само на брзина да ги поминеме дали сте запознаени со сите овие дигитални трендови. Океј. Products and services. Хибридни продукти. Значи сега веќе сите продукти ќе бидат хибридни. Покрај тоа што ќе има хардвер, ќе има и софтверски дел. Покрај тоа што ќе има софтверски дел, ќе има и вештачка интелигенција. Сите ќе бидат хибридни модели. Нема само нешто ова, меѓутоа нема, не знам, Internet of Things, некој сензор или некој било што. Сите работи ќе почнуваат да бидат смарт и кога размислувате, па дури и на физички производи, мора да размислувате на начин да бидат тие хибридни продукти. Тоа е, значи, трендот. Шајтек, во позадина на секој од нив ќе се крие некој софтвер. Еве, ги гледате, examples, ambient assisted living, ambient assisted everything, smart city, intelligent materials и така натаму, сите тие работи се нарекуваат чај технологија, што во позадина е скриена и тоа како голема технологија, меѓутоа вие не ја гледате, али трендот е во секој продукт да има технологија. Ова е истото за постари вакво лица, тој ќе има само едно геджетче, на кое што не го носи, меѓутоа внатре има сензор, може да се слуша, може да се гледа, може да се изреагира, може да му пушта, не знам, whatever, музика, comfortable, да викне човек друг или било што. Секој од овие работи ќе бидат, нели, smart houses, за тоа сте запознаени дека веќе можеш да влезеш дома, да кажеш запали се светло, оди понатаму, фрижидерот проверува дали во обичајните работи ви ги знае купувачките навики и така натаму, доколку немате мајонез и кока-кола, како што се гледа по мене, ќе ви купи веднаш за да овакво не останете со помалку. Така да сите ќе одат натаму, intelligent и smart houses. Urban farming, во самите градови се повеќе, нели, гледаме стакленици, луѓе кои што се грижат пак од друга страна за здравиот начин на живење. Wireless, за ова веќе го користите, претпоставам сите, контактлес плаќање со мобилен или со картичка, не мора да ја свајпате кроз Magstripe-от. Wearable, така запознаени сте, претпоставам со мобилен трчаме, мериме кој колку, дали имам 10.000 чекори, дали немам 10.000 чекори. Со саатот, некаде кај нас не верувам дека плаќа, меѓутоа има една апликација Badial или како се викаше, што ги прави оние
сите картички за попусти и мислам дека барем на мојов дека можеш да си ги ставиш попустите и дека функционира, така да ако ништо друго можеме барем за попусти картичките да си ги ставиме на овако на сат. Customer contributes, да, и двонасочно, одеднаш е двонасочно, одеднаш нели онаа ситуација кога потрошувачот е секогаш во право и ние мора како било што и да обезбедуваме понатака и било каква услуга мора да го слушаме потрошувачот и да ги вметнуваме тие работи што ги прави, особено затоа што е многу лесно да носиме нови производи и услуги. Augmented reality, знаете што е augmented reality? Покемон, не, така ли се викаше? Со мобилен што го бркаш? Значи, ја гледаш реалноста, меѓутоа во реалноста има измешано и нешто овакво, нешто виртуелно. Така да, augmented reality, замислете си го дека е добро, Google Maps функционираат безпрекорно, го зимаш телефонот и викаш на кај да одам сега и ти покажува како да одиш, многу добро работи, понатаму некого ќе интересира, некого не, меѓутоа во фабриките, IKEA, например, го користи, ќе купам нов мебел, па за да си ги ставам, да видам дали ќе ми стои добро таа боја на тапетот, на што и да и така натаму, така да може да се микса во различни индустрии. Customer journey, понатаму кога ќе нудите, некои од вас се многу малецки, можеби им уште рано за да размислуваат, меѓутоа нема такво нешто како многу малецки. На 16-17 години луѓе во прават милиарди, така да сите треба да размислувате на производи и така натаму. И најбитното од тоа што треба да размислувате, customer journey, какво е патувањето на вашиот корисник, дури ја користи вашата апликација. И секогаш вашиот најблизок, како се вика, круг на пријатели, треба да биде тој што ќе ви каже како е патувањето. CRM систем, Customer Relationship Management систем, односно дали држите некаков однос со вашите потрошувачи. Кај нас во Македонија мислам ова дека е, можеби во светот сме најниски. Во Македонија ќе продадеш нешто и има, па можеби 3-4 компании кои што ќе ти пратат порака после, кај си, дали си задоволен, како, што има, добар ли си или било како. Значи банкиве, телекомиве, Нептун можеби, так, 5, 6, 7, 8 компании, кои што ќе ти пратат понатака. А има еден куп начини што можеш да го прашаш, бидејќи дали тоа не знам, дали знаете, економисти имаме ли од економски? Добро. Дали знаете што е поевтино, да задржиш постоечки корисник или да донесеш нов? Да стекнеш нов? Е поевтино? Да задржиш, да. Да задржиш е многу поевтино. Значи, да стекнеш нов корисник, треба да се скршиш од работа. Многу е поевтино да го задржиш. А се што треба е да направиш Customer Relationship Management. Да му речеш, добар ли си, како има, што има, да му обезбедиш материјали, како се користи, кога се расипува, дали се расипува, по сел продажбата, а после натака тие луѓе ќе ти бидат и нели word of mouth, ќе ти прават, ќе ти кажат многу е добра услугата или и така натаму. Така да битно е да го гледате. Social media, претпоставам како тренд веќе е прилично стара, сите користите. TikTok користите ли? Имаме некој што користи TikTok? 1, 2, 3, 4 користите. Ја тоа иш не го користам и не знам зашто. Затоа не Instagram, ни TikTok не користам затоа што губам многу време на тоа и затоа што цело време имам некој што му е подобро од мене и не сакам да гледам така. Цело време имам некој што е некаде на одмор или било што. Digital presence, значи користење на сите овие социјални мрежи, веб или било како, не може сега моментално да правите некој производ, не знам, ја правам нешто завртка за било како и мене не ми треба реклама на интернет као. Такво нешто не постои. Вебшоп, веб продавница, multi-channel, omni-channel, како што кажав, нема еден канал на комуникација, него веб презенс. Има интересна приказна за македонски сервис од тука што продаваше услуга во Америка на луѓе кои што бараат работа и на компании кои што нудат работа. Ова е само сервис каде што они треба да се најдат меѓу себе. И вика, најдовме компании, ги личнавме компанииве онлайн, ги најдовме, се пријавија, направија профили,
луѓе немаме што ни се пријавуваат за да како се вика, за да најдат работа, што бараат работа. Пуштаме реклама, вика онлайн, не знам, појачуваме на социјални мрежи, повторно не ни се јавуваат луѓе. Зошто не ни се јавуваат луѓе? Затоа што тие луѓе што работат нема време да седи на Facebook. Тој вози кола у 6 сат, 7 сат са бајле, навечер вози уште една кола или ги носи не знам кого децата или било како, меѓутоа нема време да седи на социјални мрежи. И се испоставило дека многу поефективен канал им било реклама на локално радио што ги чинело фрагмент од тоа што потрошиле онлайн и имале неверојатен резултат, им се пријавиле луѓето. Така да немој сега да не работи социјална мрежа и само со тоа ќе пробувам. Пробувајте други начини за да ричнете до луѓето. Уште многу имаме digitalization at POS, point of sale терминали. Веројатно ги знаете овие со бикони за да даваат повеќе информации, не само цена, може да се ставаат доколку го ставите нели на вашите пакувања понатаму информации, хемиски состав, дали некој е алергичен на нешто и така натаму. Сите тие информации може со виртуална реалност, со augmented reality да се појавуваат на мобилните и така натаму со апликации, така да има на point of sale прилично начини како да се подобри патувањето на корисниците. Нели, тестимонијал се многу битни, успешните корисници ставете ги како зборуваат за вас. Generation 50, прилично многу од луѓето старееме и сме 50 plus, да знаете дека ќе ни има многу и дека треба да ни правите алатки за нас. Продукти, credibility and reputation, значи ова тешко се прави, брзо се губи, внимавајте на тоа, е битно како тренд секогаш. Enterprise 4.0 веќе не зборуваме само за паметни машини, него за паметни фабрики, цели испомешани со роботи, со температура мерење и така натаму. Rapid prototyping што ќе го изгледаме сега не само на мокапи, ние ќе го гледаме на дигитални прототипови. E-procurement, значи купување целосно онлайн набавки, да идат со тендери, document management систем, веќе има компании кои што ништо немаат, ни една хартиена, се иде преку document management систем каде што имаш digital signature, digital како се ка seal, печат и сето тоа иде кроз дигитална архива и така натаму, така да нема потреба воопшто. Податаму иде со дигитална фактура и цел систем. Има компании кои што никаква хартија не користат, тоа е трендот. Ево го digital signature, e-invoice, e-banking, mobile payment. Овие ги грипам зашто веројатно ви се познати на сите. Tracking and tracing, значи да last mile delivery, гледате дека во Кина, веќе во Америка, мислам, добија овакво дозвола да добијам хамбургер, дури си лежиме во парк крај езерцето и дрон доаѓа и ти носи на лице место. Тоа е тој last mile. Data protection, нели, многу битно како тренд. Индустрија, цели индустрии одат на 4.0. Цели бизнес модели се јавуваат што досега не постоеле. Ова со vibe codingот, например, цели професии и така натаму, компаниите треба да смислуваат нови. Open Innovation, сакам да го поразговараме, дали сте го користеле кроз итерација, низ некои итеративни процеси и дали сте го користеле како design thinking било каде на некој факултет за да најдете решение за било што. Не е овакво. Значи, ако имате било каков проблем во рамки на каква и да е организација или каков и да е тип на социјално дружење или било што, најубавиот начин за да се најде решение е да најдете луѓе од различни професии. Не ако ставам 10 инженери дека ќе го најдат најдоброто решение. Тоа се покажало дека не функционира. Значи треба еден и тотално различни луѓе ќе дадат најдобро решение зашто ќе бидат опфатени луѓе односно перспективи на кои што некој од нас воопшто нема да ги размисли. Јас како машко нема да знам кои се женските перспективи, женското младо нема на старо, не знам, whatever, ама е најбитно луѓе, особено од различни професии, така се доаѓа до најдобрите решенија. Тој се вика design thinking и најчесто се прави кроз неколку итерации. Првата итерација, има едно видео ако сакате, се надевам дека после ова ќе ми пишете и ќе ви пишам,
да ви пратам неколку видеа, да ги погледнете, каде што се собрани луѓе за да направат количката за возење во супермаркет. Тоа не постоело од секогаш. Ама одеднаш, нели, има тука за да си го ставиш ако сакаш детенцето, имаш за да ставиш било што. Значи, доаѓале луѓе со различни потреби и одеднаш сите тие кога ќе ги видиш, влегуваат и стануваат дел од крајниот продукт. Така да Open Innovation Design Thinking и кроз итерации еден од најбитните начини, најдобрите начини за решавање на одреден проблем. Innovation of Services, Sharing Economy, свесните за Sharing Economy, така, дури кажуваат дека во иднина нема да имаме никој ништо. Са не знам дали е тоа реалност, меѓутоа веќе, нели, електрични тротинети, електрични коли, таксија, станови, се иде на sharing economy, буквално. Design thinking, еве го design thinking. Data as a resource, значи data power equals money. Collaborative tools, тие се, дали се тука или се подоцна ги кажува, колаборативни алатки помеѓу вработените и помеѓу луѓето, нели, не знам, Viber, кој не користи Viber или кој да е WhatsApp или било што, можете да замислите претходно како било. Не знам, вие веројатно сте премногу млади за да замислите свет како било порано, дали можете да замислите свет како било порано се договориш за у град да излезеш. Чекаш, човече, чекаш, излегуваш се договараш на фиксен телефон, викаш у 8 саат. 35 минути, 40, 50 минути до саат време си чекаш на рекорд. Можете да замислите сега колку е тоа сменета во вашата перспектива, некој кога нема 5 минути да не му се јавиш еј кај си, шо си или било како. По саат време се ждона, затоа викаат времето дека било малку и поспоро. Се е подинамично, се е сега и овде колаборатив тул, сите сме онака позближени, меѓутоа да, менува, тоа е трендот се поиќе зближува. 3D принтингот и additive manufacturing, дека не е сега само да се разложуваат, него од нешто се создава од пластика, се создаваат некои форми, така натаму преку additive manufacturing и 3D принтингот има многу успешни 3D принтери кои што создаваат цели куќи. Flat organization, запознаени сте со овој начин, нема веќе хиерархиско поставување во компаниите, особено сега после короната, прилично од компаниите не се вратија да работат во канцеларии, него работат од дома. И со тоа што е virtual, секој на секого може да му се обрати, тоа значи flat organization, open door policy, можеш кај секого да отидеш, претходно било незамисливо, кај ти кај генералниот директор и така натаму, меѓутоа трендот е дека flat organization, collaborative, virtual, formal е трендот. Digital leadership, да, има веќе примери кај што AI подобро работи од човекот и дека дури ставаат, мислам и дека има еден CEO на компанија што е вештачка интелигенција. Recruitment, запознаени сте, Generation Z е тренд, Generation 60 Plus е тренд, Artificial Employees, за ова разговаравме дека е тренд, Mobile Working, Digital Nomads, знаете што се номади, така што работат, не идат на работа, си работат како фриленсери од било каде од други држави, така натаму. Education and Trading, Digital Competencies ви се најбитни моментално, како никогаш до сега, тоа е трендот, едноставно ќе остане и тоа е што го имавме да го кажеме за тренд картите. Само момент да видам дали имам уште нешто да ви кажам во овој дел. Да, сакам да ви ги кажам алатките за правење за стратегија. Меѓутоа е 6:44, сега да направиме пауза и да продолжиме после или да продолжам да зборам. Да продолжам? Океј. Значи, кога се прави одредена стратегија, ова го видовме сега како што работиме прилично, затоа што начинот на кој што работиме кај нас во центарот е дека работиме со консултанти. Кога ќе дојде, значи, кај одредена компанија, доаѓа овакво консултантот, работи со компанијата и после некое време тој прави стратегија за дигитална трансформација и од таа стратегија за дигитална трансформација понатаму произлегува што компанијата треба да имплементира и од тоа што ќе го имплементира понатаму се го поддржуваме финансиски решенијата.
За да го тоа направи и треба неколку клучни работи за да направи таа стратегија. И таа стратегија е дефинирана, претпоставувам, ово ви го кажувам зашто секој од вас на факултет го прави или сте го правеле или ќе го правите. И затоа сакам да ви ги кажам дека постојат општи правила како се прави. Сте правили ли SWOT анализа? Strength, weakness. Дали ви било јасно на што правам SWOT анализа? Јас, например, кога бев студент, па дури допред тука да почнем да работам, може да кажам до 40 кусури години, искрено да ви кажам, немам појма на што се прави SWOT анализа. Ај кажете што е SWOT анализа на Inox. И можеме сега да лупаме затоа што не е во Ѓорче. Дали е тоа релевантно? Може би е релевантно дека во центар повеќе луѓе ќе дојдат. Како ја одлучуваме што е релевантноста и што ќе ни влезе во која е силна страна, која е слаба страна, која е трет, која е опортунити, односно која е закана, која е можност и закана, да. Сите овие работи произлегуваат од тоа да убаво се дефинира на почетокот што е нашата визија, мисија и поставување на цели. Сите вие ќе пишувате дипломска или постдипломска или било како, во секоја од вашите трудови ќе мора да дефинирате цел за што ја правите. Кај нас правиме дигитални цели. Значи кај нас кажуваме визијата. Зошто е битно визијата? Кога доаѓаме ние кај одредена компанија или вие кога ќе кажете со професорот кога ќе работите или со било како, прашаш и слушаш што е твојата визија за 5 до 10 години, што сакаш да биде од ово. Во случајот кога ќе правите дипломска или било каков труд или било како, вие ќе треба да кажете каде го гледам ова за 5 години. Тука поставувате визијата. Мисијата е зошто да го направам тоа? За да му го помогнам на луѓето подобро, ако сте економист, безконтактно плаќање, соединение што ќе ги реши DeepMind, не знам дали го гледавте филмот, вчера го гледав, ако сте од медицина, сега ви шетам по теми. Меѓутоа, дали го знаете Google DeepMind, дали сте запознаени за DeepMind компанијата, што е убаво, доаѓаат од Велика Британија, Демис Васаби, ќе ви го пратам видеото исто така. Тие се првата компанија која што успешно го реши секвенцирањето на ДНА и можат да предвидат секој протеин, буквално. Работи, го поминаа, прагот го поминаа во 2022 или 2023, го проминаа прагот на, требаше 80% на точност, тие преминаа 90 и кусур праг на точност. Ке ви го дадам, гледајте го, Google DeepMind прво почна, и тоа е смешка, најинтересната работа е дека почнуваат како смешки работиве, така почна Nvidia. Nvidia правеше графички картички за игрици. Кој да ти знае дека денеска график GPU, Graphic Processing Units, дека ќе бидат нешто што се бара, побарувачката за процесор на Nvidia 12:1. У било кој процесор произведен 12 души викаат дај ми го. Google DeepMind од друга страна почна со игрички. Прво ја решија, мислам една, не верувам дека вие било кога сте виделе, тоа беше ептен некоја, не знам, Atari. Од двете страни како пинг-понг палета топче некој вако па го гаѓаш, она ептен рудиментиран, збориме ова е можеби 90-тите. Понатаму одат решаваат некоја друга игричка, World of Warcraft, победуваат, на едно место губат. Интересната работа е дека понатаму се префрлуваат на играта Go, која што мисла дека е една од најсложените игри на светот. Во потек 37 играта врз база на вештачка интелигенција првпат прави оригинален потек, кој што тоа сега го кажува дека не може вештачката интелигенција да измисли нешто ново. Се случило ова, го има 2005-16 си има десено вештачка интелигенција да направи нов потек кој што никогаш до сега човек не го направил. Понатаму го решаваат шахот, моментално е незамисливо било кој човеково битие да игра со шах со вештачка интелигенција, значи никакви шанси немаме. И така со игрички една по една ги решаваат Google DeepMind и се фаќаат за овој проблем. CRASP се вика, мислам, во Велика Британија или е на ниво на Европа за vitamin folding, така го вика, или не. Видете го како е точниот назив.
и го решаваат и тој. Првиот пат се најдобри, меѓутоа вика што ќе ми е да сум најдобар, тоа е како да имам највисока скала, а сум тргнал на кај месечината. За 2 години од тогаш мислам дека дојдоа до прецизност, некоја извонредна прецизност. Ќе ви го пратам, филмот е прекрасно приказна, кој што треба да знаете како вештачката интелигенција е денес каде што е. Тие се на работа на cutting edge технологијата, се Google DeepMind и тие се Google-ови пионери за сите овие што ги гледаме чекори во вештачката интелигенција. Втората работа што сакам уште едно видео да ви покажам, не знам дали ќе можам да го најдам, ајде да пробам да го најдам. Дали слушнавте за Genesis, нешто што го направи, верували или не, Трамп, што го потпиша со Сем Алтман беше од OpenAI, од Nvidia и уште неколку, кои што го убедија Трамп да потпише еден указ дека Велика Британија, дека односно САД треба да стане државата копи. Ајде да видиме. Па нека да имаме звук тука. Да видиме дали е до мене. Не, јас имам звук ставено, меѓутоа нема телевизор. Не битно, ова го пушта Genesis проектот, кој што кажува дека ова е нивниот најнов предизвик. Првиот беше во 40-тите, кога го прават Опенхаймер филмот, го гледавте, кога се обединува цела Америка околу Опенхаймер и како да совладаат атомската енергија. Успеваат во тоа. Вториот пат е кога Џон Кенеди вика за 10 години од сега ќе идеме на месечината и успеваат за 10 години, 63-та се качува, 69-та, не знам, се качуваат на месечината и ова е после колку би му дошло 50 години после тоа, повторно се обединуваат, алоцираат, мислам дека 500-600 милиарди на овој проект, да градат огромни дата центри, каде што буквално ќе можат да работат на последните модели на вештачка интелигенција. И ово е Genesis Mission, каде што се сите главни играчи вклучени, дека САД како држава мора да биде таа држава која што ќе дојде прва до вештачката интелигенција. Затоа што, дали знаете кој е сценариото, зашто е многу битно да дојдеш прв до вештачка интелигенција и дека нема такво нешто како втор. Што мислите? Ајде нешто кажете сега, доста јас зборував. Има некоја идеја? Запознаени ли сте што е тоа AGI и што е тоа ASI? AGI е вештачка интелигенција која што ќе стане попаметна од најпаметниот човек на светот. ASI е супер интелигенс, кога во тој момент ќе стане вештачката интелигенција попаметна од целокупното човештво што постои. Моментално мислам дека сме во зенитот и можеби ни кажуваат, можеби не ни кажуваат, меѓутоа го живееме моментот кога вештачката интелигенција е малте не паметна колку најпаметниот човек на светот. Сакале вие да признаете или не, на огромен број тестови не победува, на игри веќе не можеме да и се спротивставиме. Интересен беше Елон Маск дека вети дека во 2026 ќе направи компјутер кој што физички ќе ја гледа игрицата, нема да биде поврзана преку API па да игра игрица, него компјутер, него робот ќе ја гледа игрицата и ќе победи во, не знам, дали League of Legends или некоја таква, или пуцачка некоја игра. Меѓутоа живееме кога не поминува вештачката интелигенција како човек на човек. Првиот момент
Кога некој ќе се дојде до ASI, односно до Super Intelligence, веднаш ќе рече, јас сакам да бидам само ја, што ќе го има ова, зашто да имаат и другите. А ги имаш целото знаење на светот. И значи во тој момент кога ќе го добие, ако е тој бед актор, ако не ќе другите и да им направи зло на другите, може во тој момент да ни случи струја на сите, да ни направи да дигне милиарда дронови во светот, да тргне по сите луѓе, или не знам. Ама, трката е сега кој ќе стигне до Super Intelligence и Америка за тоа го прави овој Genesis проект, каде што вложуваат се, што имаат, ајде да го направиме ова и да го направиме, да бидеме тие, што ќе го, јас би сакал да бидат тие, не знам зашто не знам каде вие стоите на ова, меѓутоа им верувам дека ќе направат добро, затоа што барем неколку луѓе од таму се заземаа за тоа дека ќе направат подобар свет. Сакате ли сега да видиме како помина гласањето? Гласате ли сите на апликацијата? Изгласайте ги сите. Јас ќе ви позборувам уште малце за како се прави стратегија, зашто мислам дека таму не ја довршив приказната, сега видов во овој подсетников. Откако ќе ги дефинираме целите и ќе работиме со алатките, ја спомнав SWOT анализа дека најчесто се прави и таа мора да одговара на целите. Ако јас во целите, во визијата и во мисијата ги алајнирам моите цели во однос на кои ми се визија и мисија и ќе кажам дека со ова ќе направам тоа и тоа, алатките кои што понатаму ќе ги користам. Gap анализа, запознаени што е Gap анализа? Gap анализа ја гледа моменталната ситуација и ситуацијата на која што сте предвиделе во вашата визија, каде сакате да бидете. Gap анализата ви кажува колкаво е раздалечението и така можете да видите кои од идеите ви се возможни. Bottleneck анализа, дали сте запознаени што е bottleneck анализа? Секој од вас може би да си ја прави. Јас сум многу добар да слушам, меѓутоа кога си запишувам на хартија, поубаво памтам. Меѓутоа кога слушам уште поубаво, бидејќи споро пишувам, тука ми се ствара проблем и не можам се да запишам што зборува професорот и тука имам проблем. Како да го решам тој проблем? Ќе извадам мобилен, ќе снимам што зборува, така зашто кога слушам ми е поубаво. Меѓутоа тој bottleneck кога ќе го детектирам каде ми кочи работава, секој од нас може да се прави индивидуално на организацијско ниво, битно е да го најдеш каде ти се тие bottleneck, каде ти кочи работата и како можеш да се подобриш. Има уште нели SWOT-от го споменавме како анализа и уште некои за компанијата интересни. Сите тие се внатрешни анализи за организацијата и сигурно ќе ги правите во вашите трудови. Треба да ги знаете и кога ќе ги правите, треба да одговараат на прашањата што се си ги поставиле, односно на мисијата и визијата и целите кои што сте си ги поставиле. Да бидат релевантни. SWOT-от го правам за тоа, Gap-от го правам за тоа. И сите овие треба да се алајнирани со тоа. Понатаму се надворешните, ги поминавме нели customer journey, како е патувањето на каква ми е мојата песле анализа, се слушнале песна економистика, имаше економисти. Political, economical, social, technological, кој да беше, уште некој. Меѓутоа таа анализа треба да направите на окружувањето каде што се наоѓате, бидејќи не е исто доколку јас сакам да развивам одредена идеја или сакам да бидам студент во Америка, не е исто ако сум студент во Индија и не е исто ако сум во Македонија. Така веројатно има некаде разлика. Така да битни се и овие работи за тоа. Понатаму нели дизајн тинкингот ќе го направите, ќе видите кои со алатките сум си ги дал мисијата, сум си дал визијата, сум ги дал целите, ги правам внатрешните и надворешните анализи, предлагам некое решение, како го предлагам решението? Го предлагам решението преку дизајн тинкинг. Консултирам во денешно време вештачка интелигенција, консултирам друго мислење, со професорот идам, тој ми дава друга перспектива и така натаму, наоѓам 2-3 перспективи заклучоци, тие ги поминувам кроз процес на итерации неколку пати и нудам решение. Тоа решение е многу битно да има KPI. Како ќе го мерам решението?
што и да предложите. И ова важи за било што да правите анализ. За економска анализа, медицинска анализа, за компанија анализа, за дигитална, за whatever. Овие клучни елементи ги има секого и битно е, ова ви го кажам затоа што работев преку им правевме на консултантиве да може да си аплодираат нивната, како се вика, стратегија и да му даде одговор дали оваа стратегија е добра или лоша. И кроз тоа самата вештачка интелигенција даде logical framework и ги даде овие како одговор, дека едноставно самата си ги проверува дека мора да се поврзани и да не наоѓа такви ги нарече orphans, односно сирачиња. Не можам ја да предложам дека ти треба да идеш на месечината, ако уцели не сум си го дал дека ја ќе идам на месечината. Ако уцели сум си задал дека треба да, нели, држам предавање денеска тука, целата анализа треба да ми биде како јас да дојдам и понатаму решението да биде дека ќе дојдам тука и како ќе измерам дали сум бил тука. И колку често ќе бидам. Кај софтверски решенија има дали ќе биде месечно, дали ќе биде неделно, дали ќе држи предавање и така натаму секој ден, 5 дена, 2 дена и сето тоа. Овие елементи како структура ги има секоја анализа и сакав да ви ги кажам дека кроз искуството што го работиме во Go Digital ги донесов. Веројатно доста лјампав, да идеме сега кон поинтересниот дел. Апликација за следење информации за активности, семинари и работилници во одредени академски и општествени области. Стефан. Апликација која покажува во кое време и на кое место има слободно паркинг место во градот. Добро. И Олја, некоја интересна и корисна апликација по мене би била за следење наредици во државните и приватните институции каде се плаќаат сметки. Добро. Имаме победник, јас сум победник нешто или? Вие сте џаџови. Па ти и Анисија. Аплауз им дававте ли на Билјана и на Анисија што го организираа настанов? Супер, мислам дека треба. Сега како суди имаме ли победник? Стефан е победник, мислам дека има 10 гласа. Не, повеќе има, меѓутоа другите имаат помалку гласови. Со оглед на тоа што, како се вика, јас сакам да направам преку Vibe Coding да направам некои од апликациите, ќе продискутираме сега за некои од апликациите што може, што не може, ама сакам да му дадеме награда, што ми беше награда. Може да дадеме наградник? Сакаш да го кажеш на? Не, ама имам уште. Имаш еден многу добар TikTok, конкретно за ова што една Симона предлога за слободни паркинги. Односно како функционира, колку интересно функционира блог, како може да предвиди, а да има достапање. И тоа може да каже дали има други места кои се може да работи. Ова може да преку дали преку Сака некој вода? Добро. Дали на кој начин може да се имплементира и да се види како Таа мене ми е најинтересна идеја. Интересна, не интересна, Стефан победи со 10 гласа. Дајте му на човекот прва награда, што ни е прва награда, Стефан дој 70 долу. Кој е Стефан? Тоа бе Стефан бе, браво. Аплауз луѓе за Стефан, ајде победи и ви се свиди идејата. Тоа е прва награда. Добро. Стефан е една од нашите најуспешни студенти и рече си секоја година беше да дадам право
не е најдобро нешто. Добро, Стефан, честито. Чекај малку, сакам да ни објасниш само овака. Да. Поле. Да образложам идејата, значи, prvenstveno сум инспириран од многобројните настани што се случуваат исто физичко присуство, а и онлайн, во одредени области, а ние немаме информација за самото тоа. Еве, например, денес е таков настан, претпоставам, има и многу други настани што се отворени вид, дали од нашата област конкретно во која што работиме или од нека општествена област која што ме интересира, а немаме никаква информација дека настанот се случува, па затоа опак како што имаме и LinkedIn профили, можеби, каде што наведуваме области која што се занимаваме, некои наши аспирации и интереси, може на оваа апликација да ги наведеме истите аспирации и истата област, а со самото тоа да ни се појавуваат одредени настани, дали било онлайн, дали физички, каде што можеме да присуствуваме или отворено или со партиципација. Тоа ми е главната идеја. Сега дојдов на идеја баш поради денешниот настан што е доста интересен. Супер. Чекај да те прекинам само малку. Кај стојат тие информации? Па би требало да има некоја база. Нека има, ние ќе ги ставиме во база или било како. Кај стојат, кај се објавуваат? На апликацијата. Кај се објавува овој настан? Значи, најголемиот проблем кај твојава апликација, ми што го гледам, е дека некој објавува кај него на Facebook, некој објавува кај него на Instagram, некој објавува на TimeMK, некој објавува преку PR соопштение, некој кај него на вебсайт. И не можам да предвидам, дури да ставам да се поврзам преку API-ата на LinkedIn, на Facebook, на било како, он нема да ми даде на мене да го кролам и да го пингам за 10.000 компании, он ќе ти даде 10.000 се на ден. Сигурно има 10.000 невладени у Македонија или компании кои што имаат профили и не знаеш кој у кој момент ќе објави, за само тој да го ставиш у база. Така да најголем проблем во ова би ми било тоа, значи собирањето на информациите. А ако ги ставиме на едно место, после ако ги имаме у база, после ќе правиме што сакаме. После ќе ги филтрираме. Собирањето на податоците е проблем. Да, можеби на самата апликација, на самата платформа да се внесуваат настаните, но тоа секако води во губиток на времето на кој што го организира настанот. Интересна приказна ќе ти кажам. Значи, имаме еден куп невладени организации во Македонија кои што работат, имаме Министерство за економија кој што треба да помага и да ги објавува овие информации така натаму. И ние немаме вебсайт каде што можеш да дојдеш и да ги видиш сите повици што постојат за да аплицираш. Можете да замислите. Нема во Македонија како млад човек, како невладина организација, како компанија, вебсайт или нешто да дојдам некаде и да видам кои се моменталните тековни ненастани, повици за да добијам пари. Нема такво нешто. Ставиле економија и тие вработените заборавиле да ажурираат. Значи, живееме во ова да најдеш начин, јас моментално го немам одговорот, меѓутоа како идеја е феноменално затоа што е применливо и тоа како еве мене ме мачи за како повиците да се ставаат, меѓутоа еве и за настани. Ако најдеш начин, истражи го API-то како работи овој како се вика LinkedIn. API знаете што е API сите, лямпама не ве прашувам. Значи секој софтвер има своја врата. API се вика тоа. За мојот софтвер да зборува со твојот софтвер, се поврзуваат преку API. Твојот API или секоја социјална мрежа, секоја платформа ти кажува на API-то јавно и точно колку пати и што можеш ти да дојдеш да му кажеш дај ми податоци за овој, дај ми податоци за овој, затоа што луѓето градеа многу спамерски. Значи Facebook кога почна, Twitter кога почна, еден куп LinkedIn и така натаму, крола. Ако памтите на TimeMK имаше Twitter, користи некој од вас? Да? Јас користам многу Twitter, инаку правев Twitter награди порано, не знам дали сте запознаени. Не, млади сте, брат, од овако.
Twitter даваше бесплатно да го кролаш, да го пингаш апито на Twitter. Сега моментално ти дава 5000 пати месечно. 5000 твита месечно ти дава. Па ја како корисник твитам, неактивни твитерџи по 100 твита на ден прават, значи само еден корисник ќе можеш да го испингаш. YouTube ти дава 10.000 пингања на ден. Моментално направив една апликација која што се вика небитно, не е за реклама на апликацијата, меѓутоа да ви кажам како креативни начини како да го заобиколиш ово. YouTube ти дава апито да го пингаш 10.000 пати дневно. Да го прашуваш имаш ли ново видео, имаш ли ново видео. И сега јас сакам да ги ставам, оваа идеја е да ги ставам сите македонски видеа на сите македонски контент креатори на оваа апликација. Тоа значи дека ставив 100, еве 100 најдов, ги ставив 100, ако ги ставам сите тие 100, во моментот кога ќе има ново видео, стави го кај мене на вебсајтот, прашај го апито дали има ново видео и стави го кај мене на ова. 100 на 10 минути да ги прашува, се колку? 6 пати овакво, значи 600 ќе ги потрошам у саат, за 24 сати немам ни за 10 сати. Ме разбираш? Значи јас само 100 канали не можам да ги испингам, да ги прикажам кај мене. У Македонија сигурно има 10.000 канали. Како му направив на тоа roundabout, и тоа е многу интересно кога имате начини за како да решавате одредени проблеми, да најдеш преку RSS. Преку RSS YouTube па ти дава RSS, ти кажува кој канал има ново и ти вика ово има ново, ама RSS-от не ја дава што е содржината на видеото. И мене ми беше доволно само да видам кој има ново видео и чим знам кој канал има ново видео, само за тој канал да го пингам